Добра вечер. Гледате свести на гласни идеи. На социјалните мрежи често можете да прочитате вести од најразличен тип или анализи кои се осврнуваат на етничките прашања, но ретко можете да прочитате нешто за проблемите на ромите. Изминатата недела во Шуто Оризари се одржа протест кој што беше слабо покриен од страна на медиумите. Во ова издание на свести ќе се осврнеме и на финансиските друштва кои што издаваат брзи кредити, чии што клиенти најчесто се најсиромашните. Да проследиме. Македонија, како мултиетничка земја на периферијата на капитализмот од своето осамостојување до денес, страда од мали и големи националисти. За жал, денес, за многу партии, здруженија и медиуми, опортуно е третирањето социоекономски теми на етничка основа. Така се зголемува видливоста и популарноста на овие политички актери. И тоа ќе биде така се додека трката по политички поени најбрзо и најсигурно се добива со користењето национално подпалувачка реторика. Во своите препокувања на дневно политичка основа, политичките актери сервираат, а за жал и граѓаните консумираат. Тие често знаат да кажат дека се чувствуваат како граѓани од втор ред во споредба со другата етничка заедница или дека за едните не важат правилата што важат за другите. Македонците и албанците се најревносни учесници на овие препокувања на социјалните мрежи. Така се добива впечаток дека или другите етнички заедници не постојат или нивните проблеми не постојат. Речиси, секоја досегашна власт на државно и локално ниво во однос на ромите се однесуваше како нивните проблеми воопшто и да не постојат. Измина и декадата посветена на ромите, во која државата презеде низа обврски за подобрување на животот на единствената сегрегирана етничка заедница, но од така наречената позитивна дискриминација, освен поставување неколку роми на функции и освен партиските вработувања, сепак трајно не се реши, речиси, ни еден крупен проблем со кој се соочуваат населените места во кои претежно живеат роми. Неделата што измина ја одбележа и судирот меѓу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска со директорите на јавни предпријатија од редот на ВМРО ДПМНЕ и нивната советничка група. Во бранот на меѓусебните обвинувања беше искористен и протестот на жителите од Шуто Оризари, дека бил политички мотивиран. Па ете, и да не се негира ова, имајќи предвид дека на протестот говор одржа градоначалникот Курто Дудуш, поддржан од ВМРО ДПМНЕ во Советот на општината. Сепак, може ли некој да негира дека општина Шуто Оризари е урбанистички и комунално најзапоставената општина во градот? Може ли некој да ги оспори како неосновани и лажни протестните барања за зелени површини, паркови, булевари и редовни автобуски линии? Ова едноставно го нема во Шуто Оризари. Уште повеќе, не толку одамна, во Шуто Оризари, општина од 30.000 жители, немаше многу други основни работи. Во ова насока би подсетиле на една емисија од подкастот Гласни идеи минатата година, кога гостуваше жител на општина Шуто Оризари, другарот Мустафа Демировски. Значи има матични лекари, има, но сега во ек на пандемијата тие матични лекари си дадоа откази. Од кои причини не знам. Значи понова е ова ситуација со матичните лекари? Да, во тренд ова ситуација сега. Не знам дали ја следи ситуацијата. Не, јас знаев само за гинеколози, еве не знаев дека немало и матични лекари, што е... Лекари. Еден ром од Шуто Оризари, значи со опрема, он работи во комуналец, во комунална хигиена, отиде да препише некои лекови за своето дете. Нема матичен лекар. Една друга докторка излегува и му кажува да си оди. Он вика кај треба да оди, нема матичен лекар. На детето му требаат лекови. И она, врз база на тоа, вика полиција и полицијата го испрала надвор. Така настанува еден општ хаос во таа поликлиника, каде што нема матични лекари. И знаете што нема? Нема дежурна служба. Во една поликлиника од 40.000 луѓе. Немаме амбулантно возило. Значи треба да чекаме амбулантно возило чај од Бутел, не знам од кај. И тука има лоши услови за некои луѓе. Меѓутоа, 70% во оваа населба, општина Шуто Оризари, луѓето живеат добро. Другите 30% се разбира живеат во субстандарни услови, како и другите жители на другите општини роми во Република Македонија. Меѓутоа, во главно ромите тука во општина Шуто Оризари живеат добро.
Значи имаат услови, мислам, на тоа водовод, канализација, електрична Да, енергија. имаат. Меѓутоа, тие услови тие самите си ги создаваат. Си работат, прават пари и си ги создаваат тие услови. Значи, државата многу минимално помага, скоро ич. Сега што правиме со тие 30%? Што живеат во такви услови? Знаете ли дека од 21 век луѓето немаат вода за пиење? Да. Знаете ли дека немаат струја луѓето? Зашто? Како ќе учат тие деца? Нели сега онлайн настава има? Се интересира ли некој за ова? Видовте некој функционер да излезе на телевизија? Или некоја невладина да направи еден протест? Да. Па единствен протест, мислам, два, односно што беа последната година околу ромското прашање беше тоа што во Битола, мислам дека беше натепан ром од страна на полицијата. И нели тогаш имаше протест, исто и лани мислам дека беше со дечкото ром што беше исфрлен од автобус. Да, бевме на тој протест. Да, и јас бев на тој протест. Но никогаш не сум слушнала да организира некој протест поради условите во кои што живеат ромите. Во справувањето со проблемите постои впечаток дека се прави чекор напред, но назад два. Односно, времено е решен проблемот соматичните доктори и гинеколозите, но урбаната и еколошка маргинализација на жителите на Шуторизари остана. Во ова насока би прашале како звучат повиците од неодамна одржаниот протест. И ние сакаме чист воздух, и ние сакаме нови автобуси, нови контейнери, булевари со зеленило, паркови и улици без ѓубре. Нас не звучат како и ние сме луѓе, слоганот под кој пред половина век маршираше Мартин Лутер Кинг. Економската криза и инфлацијата не бира етничка припадност, односно ги погодува ранливите категории од сите етнички заедници. Да се води крпен живот истовремено значи да се живее сегрегирано и зад невидливи огради. И наместо зголемување на надоместоците од сферата на социјалната заштита и наместо подобрување на програмите за дообразовање, преквалификување и вработување, државата веќе неколку години на овие категории им нуди инстант решенија преку финансиските друштва за брзи кредити. Според последните податоци објавени на сајтот на Министерството за финансии, во моментот на пазарот за брзи кредити со високи каматни стапки оперираат 33 финансиски друштва. Лесното доаѓање до брзи пари само со лична карта носи двократна опасност. Прво, не се ретки примерите каде еден член на семејството зема кредит и го троши на алкохол или коцка, а потоа долго треба да го враќа целото семејство. За кратко време нотарски налози се пишуваат, а извршителите блокираат сметки и присилно извршуваат. Второ, од време на време слушаме за некаква измама со овие кредити. Ваква злоупотреба последно се случи во Тетово. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.